одржавме превентивен состанок на регионалниот штаб за управување со кризи, и тоа на иницијатива на раководителот за Центарот за управување на кризи. Затоа што треба секој регион од нашата држава за да упатиме мислење за евентуална промена на состојбата во нашиот регион во врска со коронавирусот, за состанокот што во понеделник ќе има претседателот на државата со Советот на безбедност. Штабот завзеде неколку заклучоци, донесе неколку заклучоци, и тоа во консултација со раководителите и директорите на за јавните здравствени организации, за епидемиолошка анкета на сите сомнителни случаи кои што доаѓаат од средно и високо ризичните земји, а тоа се мислам дека досега од регионот од државите Италија, Франција и Германија. И мислам дека сите оние пациенти, тоест граѓани кои што доаѓаат од тие земји, морат да се јават во Центарот за јавно здравје, каде што ако евентуално има проблем или симптоми на коронавирусот, тогаш се земаат брисови од носот и од устата, се испраќаат на испитување во Институтот за јавно здравје во Скопје и пациентот се става во изолација, дали тоа ќе биде, ако е од полесен карактер, во домашни услови, а во изолација во собата за изолација во инфективното одделение во болницата, ако е од потежок карактер. Се чека 24 часа за добивање на резултатите. Ако е пациентот, тоест граѓанинот, позитивен на овој тест, тоа се упатува со возило од итната медицинска помош или од болницата директно во клиниката за инфективни болести во Скопје. Друго што сакам да напомнам, што Советот оствари овој штабот регионални што го донесе еден од главните заклучоци вечерва, е тоа што имаме проблем во нашиот град со неконтролирано доаѓање на граѓани од соседните општини Кривогаштани и Пласница и Долнени, каде што голем дел, посебно од општина Пласница, каде што граѓаните доаѓаат и се враќаат во својата земја, тоест во својата општина, посебно од Италија. И неконтролирано влегување во нашиот град, сакаме тоа да го спречиме, да го превенираме. Дадовме предлог на Министерството за внатрешни работи, тоест на сообраќајната полиција од нашиот град, утрешниот ден, во сабота, во недела и понеделник, до одржувањето на Советот за безбедност, да имаме сообраќајна полиција на влезовите од овие општини, каде што сообраќајната полиција ќе ги контролира сите оние граѓани што доаѓаат од овие високо ризични земји. Мислам дека тоа како безбедносна контрола на овие граѓани ќе вроди со плод, тоест ќе се намали можноста за инфекција или за можност за доаѓање на тие граѓани во контакт со нашите граѓани од нашиот град. Како превентива, мислам дека тој заклучок е добар и сигурен сум дека ќе има предност пред останатите, ајде да кажам, граѓани кои што не се контролирани од доаѓањето од високо ризичните земји. Сакам да кажам уште нешто, дека кризниот штаб донесе заклучок дека во овој момент во општина Прилеп немаме ниту еден заразен случај со коронавирусот. И вториот заклучок, што сите здравствени установи во нашата општина се координирани и спремни за евентуални пациенти од коронавирус.